разговарајќи секаде, нормално настапуваме многу отворено и кога зборуваме за подршка маркетиншка, најчесто Социјалдемократскиот сојуз тоа го прави преку закуп или медија баинг на сите медиуми. И ние тоа транспарентно го објавуваме, може да го видите во ревизорските извештаи на нашата политичка партија. Знаете дека и пред неколку месеци имавме сериозен закуп на медиумски простор по национални, регионални и локални медиуми и продолжуваме понатаму. Државата ни дава сериозни пари на нас политичките партии, тоа од граѓаните. Еден дел од тие пари се навистина за маркетинг на нашите политички субјекти, еден дел одат за сериозни аналитички центри и дигање на нашите демократски капацитети, но еден дел навистина представуваат промоција на нашите политики успеси. И гледате дека зборувам дури отворено, дури во едно време кога немало никакви докази, ниту сум имал некакви индици, ниту па некој представил нешто пред мене. Во такво едно време, пред повеќе од 5-6 месеци пред да се појави случајот рекет или мене да ми биде презентиран, како совесен, одговорен председател на влада, сум почувствувал дека има одредено сомнително финансирање. Па затоа сум прашувал од каде, таму вика од фраерот, од Хрватска, па и од некои други извори или слично, заради тоа што државата мора да води грижа за своите реперкусии од било кој аспект што може да настанат како штетна последица врз целокупното наше општество. Така да мислам дека многу е јасно во државата и те како не е исто во нашата земја, и те како работите се променија, и те како мора да биде силна порака ако може ЗАЕВ да внимава, ако можат носителите на јавните функции да внимават, ќе внимават судиите, ќе внимават обвинителите, ќе внимават деловните луѓе, граѓаните сите, заради тоа што европска држава ќе бидеме пред се и нација ако владее правото, ја почитуваме правната држава и законот важи еднакво за сите.